Почитувани, ве поздравуваме од импровизираното студио на Организација Жена. Продолжуваме со реализацијата на планираните подкасти. Денеска го имаме вториот подкаст на актуелна тема и со интересна гостинка која што може доста да не каже за руралната жена, за можностите кои што ги дава ова општество на една рурална жена. Овие подкасти ги снимаме во рамките на проектот за јакнување на правната писменост на жените од руралните и маргинализираните заедници, финансиски поддржан од фондацијата Квина Тил Квина. Посакувам добре дојде на нашата гостинка Гордана Бобулинска, познатата наша медицинска сестра од очната амбуланта во Делчево, во здравствениот дом во Делчево, рурална жена, жена која е и политички активна, а беше и кандидатка за пратеничка пред извесен период. Како што кажав, зборуваме за можностите кои што ги има руралната жена и бараме начини за тие да бидат поактивни чинители во заедницата. Благодарам, Гордана, што сте наша гостинка денеска. Благодарам јас на вашата покана и мило ми е да учествувам во вашите проекти. Да. Еве, накратко да ни се представите, која е Гордана Бобулински и да ни кажете нешто повеќе за себе и вашето секојдневие. На почетокот ќе кажам, живеете во село Работилиште и секој ден патувате по 10 километри за да стигнете на работното место. Епа вака, јас сум Гордана Бобулинска од село Работилиште, работена сум во здравен дом како медицинска сестра, научно оделение, и сум горда на мојата професија. И така јас секој ден патувам од моето село, бидејќи живеам во село, близо до Делчево, и секој ден патувам. Моето патување веќе се сведува на 40 години, наполни бете стаж, и во тие 40 години секојдневно во мојата професија се среќавам со генерација од најмалите до највозрасните, што мене ме исполнува. Вака, сега е мој секојдневно работен ден ми почнува. Аз са бајле станувам, пошто сум во село, се спремам, тргнувам на работа. На работа си ја вршам работата, после работното време се враќам исто во моето село и се занимавам околу мојата бавштича, се ги обавувам моите домашни работи, по некоја дружба со комшики, пријателки и така денот е исполнет до максимум. Да. Како изгледа животот на една жена во рурална средина денес? Па вака, животот во селата е многу убав, а може да се каже некоја комбинација и убав и малку неубав. Убав е затоа што селата се прекрасни, градовите се убави, ами селата се убави. И така животот е прекрасен затоа што ние во селата се сите познаваме, поготово жените, се дружиме, си живееме, споделуваме, си помагаме и така, па другата страна на животот во село е таа што сме малку како хендикепирани од културни настани, од подобар живот, социализација, така да комбинацијата е таа. Доброто е што се сите познаваме, дружбата ни е на тој начин, си помагаме колку што можеме. Кои се најголемите предизвици во секојдневието за една рурална жена во Работилиште? Па најголемите предизвици за една рурална жена во селата се економските. Така да многу жени од селата има што не работат, финансиски се несигурни, така да животот нема можности за едукација, да се дообразуваат, за работилници, да се дружат, и кога една жена не е финансиски сигурна, таа е повлечена, зависна во секој поглед. Како овие предизвици што ги спомнавме, економски, па и културни,
може би социјални, па и образовни. Како тие влијат во желбата жените да се вклучат во јавниот живот? Па вака, ова треба да биде мотив на жените, за да не се осеќаат потиснени, да не се осеќаат неспособни, затоа што жените се многу способни, само тешко се охрабруваат да го направат чекорот, за да учествуваат во општеството, да допринесат за општеството, а кога една жена би била уклучена во општеството, би имало многу голем успех, затоа што жените се ступ на општеството. Да, и на семејството, и на семејството, и на општеството. Што мислите, што би ги мотивирало жените да бидат активни во заедницата, а од друга страна, што е тоа што ги обесхрабрува, например? Па вака, ќе ги мотивира жените. Мотивација треба секоја една жена да си биде на другата жена мотивација. Кога јас ќе видам моја комшика, пријателка, дека им напредува, дека е успешна, мене поголем мотив нема да видиш дека у твоја близина жените напредуваат. А па би биле обесхрабрени ако посакува некоја жена да биде успешна и се најде во некоја заедница, во некоја општествена организација каде што ќе сака својот глас да го каже, и кога ќе ја прашаат што ти има да кажеш, например, и жената моментално се повлекува и станува несигурна, така да жените треба да се храбри и да одат напред и да се ги исполнуваат нивните цели и нивните идеи и да ги споделуваат. Да. Кажавте дека примерот со други жени кои што се така поуспешни влие позитивно за и друга жена нели да се обесхрабри, но сепак мислам дека може да зборуваме и за многу фактори нели кои влијаат да ги обесхрабрат жените. Да. Вака, значи, за да се охрабрат жените треба да имаат пристап до институции, да има работилници. Секоја жена не може да дојде во градот да ги следи овие трендови, така да, како што е сега Сдруженијето Жена, ете неколку пати во нашето село имаме состаноци, се собираме жените, да има повеќе такви случувања. На тој начин жената би можела преку тие организации да дојде до израз, да си ги искаже своите можности, своите идеи, така да учествува повеќе, да има можности, комуникација, да се организира по селата работилници, настани, да се запознават, културни настани. Што мислите, дали локалните институции се доволно отворени за да се слушне гласот на жените? Па локалните институции се отворени за гласот на жената, само ете ви кажувам, нема можност доволно жената да дојде до институциите. Затоа треба предводници, ете како организацијата ваша, некој да им го пренесе гласот на жените до локалните институции, за да напредуваат и жените во секоја област. Да, бидејќи вашето секојдневие се одвива во вашето село, кои би биле тие промени кои вие би сакале да се случат, би ги препорачале за да се зголеми учеството на жените? Ете вака промените, за да има можност да се доедуцираат жените од било кој начин, културен, здравствен, просветен, работилници, да се организираат почесто работилници, за да жените имаа можност да се истакнат во некоја област, да напредуваат, дадат можност. Да. И да не се плашат жените, да бидат храбри. Секоја жена не оти
каде и да живее, град, село, жената е жена, значи бидете храбри и не застанувајте зад вашите идеи. Еден пример мој, јас во 2011 се најдов на листа за пратеници како жена од село. Може би тогаш некои се поднасмеа, некои се подзачуди, но ете јас го изодив тој пат храбро и така да не се плашете да се најдете било каде во било која институција. Значи жената е равно со мажите и дури во некои погледи поуспешно. Да, браво за ово што го кажете. Како гледате на улогата на жената во општеството денес? Се менуваат ли работите со текот на времето? Вашата кандидатура беше пред 10 години за пратеничка. Има ли промени во тој поглед? Па има промени. Денес младите обично се поедуцираат и младите го продолжуваат патот, уште се активни во тој поглед, така да има промени за напредување на жените. Да, дали има разлики меѓу жената? Пред малку спомнавте, но ајде малку да се вратиме меѓу жената од град и жената во село. Па, разлика општо не би рекла. Достапноста на институции, на културен живот и се. А спрема достапноста има, затоа што на село жените сме оддалечени од здравствени институции, од културни организации, од многу работи и така да мал хендикеп е на жените во селата што немаат пристапите до овие тела, за да се равни со жените во градот. Жените во градот има поголема можност. Сама за тоа па жените во село си наоѓаме па други занимации за да се дружиме, за да се споделуваме и друго по селата за жените мисла недостасува едно катче каде би можеле, и тоа е разликата меѓу село и град. У град би можеле, има локали, има секаде да се седне на кафе, а во село го немаме тоа. Ќе седнеме во некој паркче, во некој дворче, или пред порта, ќе си пиеме кафе. Ако би имала слух, например, локалната самоуправа, во соработка со нас жените од селото, да се овозможи некоја просторија за жените, ја мислам дека би имало резултат за да си ги кажат идеите и да се добие нешто позитивно од дружењето. Значи, тоа е една од промените кои што вие би сакале да ги видите во однос на положбата на жените. Кои иницијативи би сметате дека се покорисни за жените од селата? Вака, кои иницијативи би да се доедуцираат жените, би рекол, во разни области, да има можност за едукација, да има вработување, да се вработуваат, да се независни, да се самостални, да екзистенцијата да им се подобри и вака би били посреќни. Да, и полесно информацијата да доаѓа, да се разменуваат информации, секако што би порачале вие на младите жени кои сака да бидат поактивни, но може би немаат поддршка од околината? Би ги охрабрила да бидат активни, да не се плашат, да си го кажат своето мислење, да учествуваат секаде, да нема пречка било која би ги спречила да се дел од многу настани и така би била жената жена и на село. Кои совети вие би ги споделиле со нас, били примери од вашиот живот? Вие живеете сама
Да. Децата ви се во странство? Па да, јас живеам сама, децата ми се во странство, едната ќерка во Шведска, едната во Бугарија. Живеам сама, но не си го организирам животот, жена како жена сама на село. Животот мора да се организира и да се социализираме. Не отисме на село, мора да сме социализирани, така да се организираме, си го поминуваме секојдневно животот онака како треба, во тие услови и така. Како можат жените меѓусебно повеќе да се поддржуваат и охрабруваат? Мислам дека ова иницијално. Да, па вака жените меѓусебно може да се поддржуваат ако не се гледа жена со жена како конкуренција. Да не се гледат како конкуренција, него да са сојузнички. Заеднички, сојузнички може да го достигнат највисокото ниво. Значи, ако една жена е успешна, следи го патот на таа жена, ќе дојде твојот ред и ти ќе бидеш успешна. Значи, успехот е во заедништвото на жените и пак ќе речам да не се гледаат како конкуренција жена со жена. Организацијата Жена ја спомнавте неколку пати. Активистките од оваа организација правеа и теренски истражувања, имавте и неколку средби, да. Колку е значајна оваа работа на организацијата? Дали претходно некој ве посетувал? Колку ве мотивираше сето тоа тие што го правеа во селото? Ова е многу убав потек на оваа организација Жена. Ете, неколку средби имавме, но уште жената некој страх. Дали предрасуди, мислам дека се опрашни. Може би односите внатре во семејството со сопруг, да, повозрасни родители. Има повеќе причини, ете неколку пати на средбите има посетеност, но се уште согледувам дека обично истите жени од средба до средба се доаѓаат нови и мислам дека ќе има успех со почесто доаѓање и многу убав потек е на организацијата за ги сплоти жените. Една дружба се направи првично на тие средби, се дружат жените, си споделуваат идеи и Сдруженијето натаму ги презентира докаде треба и како треба и мислам дека во процедура и ќе има голем успех. Да, браво за ова што го кажете. На крајот би заокружила вака, што ве мотивира вас лично да продолжите напред и покрај сите предизвици што сте една жена сама во рурална средина? Мене ме мотивира бидејќи јас сум активна од почеток на моја кариера работна до моите 40 години стаж. Јас сакам да бидам активна. Било во домашни услови, било во општествени, значи активноста треба кај секоја жена да биде еден мотив за да не застанува, да оди напред, да ги поделува своите идеи, да се реализираат, да стигнат до право место до каде треба и така да тоа е најбитното за една жена за да мотивација има. Да, јас би имала уште еден коментар краток. Дали знаете дека во Делчево, во местните и урбаните заедници, не учествува во советите ниту една жена? Дали имате желба ова да се промени? Па секако, значи, жената треба да учествува секаде и во секоја институција. Значи, жената треба
ова треба да се промени. Жената треба да е застапена секаде. Ви благодарам. Како жена херој. Жените се херои. Да, секако ви благодарам. Гордана што бевте наш гостин денеска, почитувани, тука го завршуваме и овој подкаст. Се најдобро. Благодарам и јас.